Денес се нанесе вториот асфалтен слој на кружниот тек на улицата Генерал Михајло Апостолски кај порта Пролет во Штип. Во наредните денови ќе се постават и предвидените канделабри за целосното осветлување и одбележување на потребната сообраќајна сигнализација, истакна градоначалникот на Штип Иван Јорданов. И додава дека со ваквата реализација ќе се овозможи поголема прегледност, но и безбедност за сите учесници во сообраќајот. Денес се работи на сообраќајното решение на кружниот тек кај паркот Кртеќе. Се нанесува вториот асфалтен слој. Очекувам во текот на денот да биде завршена оваа позиција, а веќе во наредните денови да се постават предвидените канделабри за целосно осветлување и обележување на потребната сообраќајна сигнализација, со што ќе се овозможи побезбеден сообраќај на овој дел од градот и сите учесници во сообраќајот да имаат поголема прегледност и поголема безбедност. Некаде околу 10 милиони денари се инвестирани од буџетот на општина Штип, од парите на граѓаните за реализација на оваа сообраќајно решение, кое што води пристап до клиничката болница и до околните населби во овој дел од градот, кој што исто така е како нотирана потреба во консултација со СВР Штип заради честите сообраќајни несреќи кои што се случува на претходната крстосница. По завршувањето со активностите на кружниот тек се предвидени работни активности за изградбата на конзоли на реката Отиња, но и проширување на потегот од трговскиот центар до плоштадот Слобода, додава Јорданов. По завршувањето на овие активности во централното градско подрачје е планирано продолжување со активностите за изградба на конзоли на река Отиња, на потегот од трговски центар, мостот кај основниот суд до плоштадот Слобода, со што ќе дојде до проширување на сообраќајницата Маршал Тито, така да се продолжуваат активностите во центарот на градот со други зафати кои што се влезени во програмата за уредување на градежно земјиште, а паралелно на овие активности кои што се реализираат во центарот на градот, се работи и во други населби. Еве ќе напоменам, населбата Леваци моментално се работи на улицата Асном, а веќе во наредните денови ќе се зафатат активности на улица Христијан Карпош. Оваа есен, општината продолжува со реализација на програмата за уредување на градежното земјиште, со реконструкција, рехабилитација на патни правци и подобрување на инфраструктурата.